Јавното комунално претпријатие Комуналец, напоредно со примарната селекција на отпадот од домаќинствата, која се одвива преку специјалните собирни канти, ќе стартува со проект за секундарна преработка и производство на суровини. По завршениот тендер во тек е изборот на најповолната фирма понудувач која ќе ја гради производствената линија за селекција на секундарниот отпад, фабрика која ќе одвојува од сметот хартија, картон, пластика и метал. 6 фирми подигна документација, меѓутоа само 3 фирми понудија официјални податоци за да учествува на тендер. Комисијата ги отвори во нивно присуство. Едната е фирма Технис, директно настапуваше, таа е хрватска фирма од Загреб. Втората фирма е Турбо Инженеринг, со представници од Австрија, значи МУТ фирмата, е позната фирма за тие линии. И третата фирма е Екоклуб, со представници од српски конзорциум на фирми кој сака да настапува. Во понудите најевтина цена даде Технис, 14 милиони 695 и 500 илјади денари. Втората повисина даде српскиот конзорциум, 15 милиони 375 илјади денари, додека Турбоинженеринг со представниците од Австрија дадоа 30 милиони 557 и 400 илјади денари, најскапи во тој дел. Меѓутоа, сега комисијата треба да ја утврди техничките карактеристики она што понудиле. Понудите од трите фирми, комисијата треба подетално да ги истражи со цел да изнајде најсоодветен изведувач на новата модерна производствена линија на преработени екосуровини кои понатаму ќе се користат во индустријата. Примарната се имплементира со кантите, возилата се набавуваат, текуче се набавува. Ова е третата фаза, е првиот дел третата фаза, вториот дел третата е компостарата и на крај ако остане ќе биде четвртата фаза депонијата. Ова е проект ако го одобри Комуналец, раководството го одобри и да и согласно со општината, би требало да почне ова година до крајот на 2013 сето да се заврши. Секундарната преработка на отпадот ќе значи голема придобивка за општинава која нема да биде на грбот на граѓаните, при што не се предвидува зголемување на цените на услугите на Комуналец. Екофабриката за селекција и преработка на сметот за 2 години ќе ги врати вложените средства. До почетокот на градежните и монтерските работи за новата линија, околу 20.000 прилепски домаќинства во целост ќе ја применуваат основната селекција и одлагање на отпадот преку специјалните садови за таа намена. Досега во примарната селекција на отпадот се вклучени 3.000 домаќинства.